Доколку се мислите за тоа каков ручек да подготвите за вашето семејство, тогаш ова е рецептот за вас. Речиси сите знаеме како да подготвиме мусака, но денеска ќе го споделам мојот сочен фил и прелив од јајца и млеко за уште подобар вкус. Бидете сигурни дека постапката за подготовка на овој рецепт е многу едноставна и ќе ви одземе само 15 до 20 минути, не сметајќи го времето за печење. Ајде да ви покажам како да го подготвите овој интересен и вкусен рецепт. Во тава на оган загрејте го маслото и пропржете го ситно исечканиот кромит заедно со ситно исечканиот лук. Додете го меленото месо, изренданиот морков и гответе додека комплетно месото не ја смени својата боја, околу 5 минути. Во тавата додете го сенфот, солта и мелениот црн пипер и зачинете со мешан сув зеленчук. Гответе уште 2 до 3 минути и кога тавата ќе тргнете од оган, додете го ситно исечканиот макдонес. Промешајте и оставете на страна. Следно, потребно е да подготвиме тавата во која ќе се пече мусаката. Периодов ги користам новите садови за готвење на енемали, а за овој рецепт ја одбрав токму оваа тава која е совршена за подготовката на рецепти како што се мусака, различни типови на печено месо или пак подварок. Она што најмногу ми се допаѓа е тоа што има модерен изглед и го задржува вкусот на секое подготвено јадење. Исто така тавата е совршено дизајнирана за да го чува јадењето топло подолго време. Ја препорачувам за сите оние кои сакаат да готват без страв дека јадењето ќе им загори или ќе се залепи во тавата. Ако сакате да си го улесните готвењето и животот, набавете ја од Веро, а може да се најде само таму. Во моментов трае купон плюс акцијата во која оваа тава и другите енемали садови за готвење може да ги набавите на попуст од 50%. Тавата каде што ќе се пече мусаката нанесете малку маслиново масло и наредете еден слој од исечканите комбири. Потоа додајте го целиот фил со мелено месо. Со помош на лажица или шпатула распределете го рамномерно низ целата тава така што би добиле рамна површина. На крај наредете уште еден слој од круговите компири. А сега следи највкусниот дел од оваа мусака. Во сад со помош на жица за матење изматете ги јајцата и додајте го млекото. Добро изматете ја целата смеса и полејте низ целата мусака. Потресете ја тавата со помош на рачките за да преливот рамномерно се впие во мусаката. Печете ја вака подготвената мусака во загреана редна на 180 степени околу 40 до 45 минути. Мусаката е готова кога на површината ќе има убава златно кафена боја. Оставете да се излади околу 15 на минути, а потоа пресечете парче и сервирајте во чинија.
може да сервирате и декорирате со лашичка павлака и свежо исечкан магданус. На крај преостанува да уживате во традиционалниот вкус на оваа мусака, но сепак подготвена на помодерен начин. Надевам дека ќе го испробате овој рецепт и ќе ми испратите фотографија за тоа како ви испадна. Точните мерки на состојките користени во ова видео се во описот на видеото подолу. Бидете сигурни дека ќе ставите subscribe на мојот YouTube канал за многу повеќе видео рецепти во иднина. Имајте забавно готвење, а ние се гледаме наскоро со ново видео.